мислам дека може да почнеме. Овој дел е всушност еден вид, ајде да кажеме, вовед во јавна дебата која што ќе се одржи денеска во 11 часот. Станува збор за јавна дебата на тема транспарентен избор и ефективно функционирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, која што е во организација на Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ. Настанот, како што е впрочем и проектот, е поддржан од делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија. Овој дел е замислен како кратки изјави кои за медиумите и во овој дел ќе говорат Стојан Мишев од Сдруженијето ЕСЕ и Драгана Дрндаревска, која што е представник на мрежата за заштита од дискриминација. Така што јас само кратко ги најавив, не би должел повеќе. Драгана, повелете, прва вие. Ти благодарам, Мирко. Секако денешниот настан го организираме во пресрет на престојниот избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, кој треба да се случи во собранието. Како што повеќето се информирани, беше објавен огласот и истиот трае до 20 декември, односно трае 30 дена. Како мрежа за заштита од дискриминација поднесовме предлог амандмани со цел доуредување на постапката за избор и именување, односно баравме постапката да биде налик на постапката за избор на членови на Државната комисија против корупција, со цел како здруженија и нормално и вие како медиуми да можете подиректно да учествувате во оваа постапка. Иако амандманот не беше прифатен, сепак и законот како што е сега дозволува собранието, се разбира доколку има политичка волја за тоа, да организира транспарентна и инклузивна постапка. Од тука нашето клучно барање е како резултат од оваа постапка да бидат професионални и независни членови на комисијата, бидејќи комисијата и согласно закони, согласно меѓународните стандарди на независно тело, од тука одлучувачки треба да бидат законските и објективните критериуми за овие членови, а не партиските договори. Напротив, луѓето кои што се дел од политички партии, кои што со години јавноста ги знае како представници на одредени политички партии, не треба да бидат дел од оваа комисија, односно потребни не се независни кандидати кои што ќе делуваат во име на граѓаните и ќе ги штитат нивните права, а не партиските интереси. Од тука законот предвидува да се спроведе јавна расправа, на која што треба да се повикаат секако и здруженијата на граѓани, медиумите, сите останати заинтересирани странки, би кажала и членови на академијата, на која што ние ќе можеме да им поставуваме прашања и потоа да дискутираме со пратениците по кандидатите. Меѓутоа, за ова да го направиме, неопходно е пред се собранието да ни извести своевремено за одвивањето на оваа јавна расправа, би кажала 10 дена до 7 дена пред одржувањето и во истиот рок да ги објави листа на пријавени кандидати заедно со нивните лични биографии и други документи во подкрепа, со цел да видиме кои се тие кандидати кои што се пријавиле, кои се нивните квалификации, да формираме мислење за нив и да се спремиме соодветно за јавната расправа. А потоа листата на кандидати која што ќе направи Комисијата за избор и именување, ќе ја прати до собранието на пленарна седница, секако треба да ги содржи најдобрите кандидати по кои што заеднички сме дискутирале. Ти благодарам, Мирко, толку за сега, па ако има потреба ќе се вклучам секако. Добро, благодарам, Драгана, за ова излагање. Сега би го поканил Стојан Мишев од Сдруженијето ЕСЕ, исто така да се обрати во однос на тоа кои се барањата на граѓанскиот сектор за начинот на функционирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација по изборот на незините членови. Стојан, повели. После усвојувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација во месец мај 2019 година, Сдружение ЕСЕ презеде конкретни активности со цел да се олесни спроведувањето на новиот закон во пракса, односно да заживеат проширените надлежности на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Во оваа насока, непосредно по формирањето на самата комисија, неопходно е исполнување на низа законски предуслови со цел зголемување на транспарентноста, отчетноста и ефективноста во работењето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Најпрво, потребно е формирање на стручна служба, односно вработување на соодветни професионални и стручни кадри врз основа на компетентност
и почитување на начелото на правична и соодветна застапеност, почитување на родовата еднаквост и различностите во нашето општество. Паралелно, неопходно е континуирано јакнење и надоградување на човечките материјалните и финансиските капацитети во стручната служба, односно континуирано зајакнување на знањата и вештините на како на членовите на комисијата, така и на вработените во стручната служба. За зголемување на транспарентноста во работата на комисијата потребно е вклучување на сите засегнати страни, особено граѓанскиот сектор во процесот на подготовка на стратегијата за работа, годишните планови, како и стратегијата за комуникација со медиумите и јавност. Односно вклучување на сите засегнати страни во овие процеси, кои се инициирани од страна на самата комисија. Понатаму неопходно ќе биде и обезбедување на јавност на седниците на комисијата, секако со почитување на правото на приватност и заштита на личните податоци на граѓаните кои се странки во постапките пред ова тело. Истовремено за зголемување на транспарентноста, особено за зголемување на запознаеноста на граѓаните и довербата на ранливите групи на граѓани, потребно е комисијата да спроведе сеопфатна кампањи или превентивни активности за подигање на свеста и едукација на населението. За зголемување на отчетноста во работата на комисијата, потребно е комисијата да воспостави редовна пракса на презентирање и бранење на буџетот пред собранието, воедно и поднесување редовно на 6-месечни извештаи за својата работа. За зголемување на ефективноста на комисијата за спречување и заштита од дискриминација, потребно е развивање на внатрешен и надворешен систем за следење и оценување на работа на комисијата, изготвување на методологија и протоколи за собирање и анализа на податоците, како и обезбедување на соодветни средства врз основа на стратегијата и годишните програми за работа. За крај сакаме да заклучиме дека неопходно е државата да алоцира соодветни финансиски средства за спроведување на законот и за непречена работа на комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Ви благодарам.